Најнапред сакам да ве поздравам сите членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН кои што се присутни овдека во просториите на Општинскиот комитет на Кавадарци. Да ги поздравиме и тие што не се присутни. Најпрви сакам да го поздравам градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Да поздравиме пратеничката во Републичкиот парламент госпоѓа Весна Пемова, гостите од извршниот комитет и гостите од соседната општина, односно соседниот општински комитет на ВМРО-ДПМН од Неготино. На крајот на 2018 година, година која што за општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН беше година во која што се доекипиравме, се конституиравме, се реформиравме, останува уште да се избере председател на Унијата на млади сили. Од активностите кои што ги имавме во изминатава 2018 година покрај големиот број на состаноци што ги правевме овдека во просториите и во непосредни средби со граѓаните, имавме организирано, односно бевме вклучени во организацијата на големиот протестен марш на 2 јуни, кој што Кавадарци беше една од позначителна бројка Општинскиот комитет на Кавадарци. На 15 јули, на денот на формирањето на првиот месен комитет после Солунскиот, во Кавадарци одржавме протестен марш, кој што беше во добра бројка, добро посетен. Потоа следуваше Лето за Македонија, кој што Лето за Македонија црпевме идеи од граѓаните и тие граѓани ни ја дадоа навигацијата како да се однесуваме за референдумот кој што се случи на 30 септември оваа година. Ни престои ажурирањето на членството, односно потврдувањето на членството на ВМРО-ДПМН. На општинско ниво, како совет, ги поддржавме едногласно сите одлуки и иницијативи кои што дојдоа од страна на градоначалникот со општинската администрација. Тоа ни представува посебно задоволство бидејќи таа програма која што сега ја спроведуваме, програма на ВМРО-ДПМН со кој што градоначалникот настапи на локалните избори, а со тоа и ВМРО-ДПМН ја поддржа таа програма. Но на републичко ниво, на државно ниво, имаме 2018 година, можам да констатирам дека е година на сиромаштија, година на економска криза, година во назадување во образованието, во здравството, година на немање на пласма на земјоделските производи, година во која што не се исполнија ветувањата од 100.000 денари за плата за докторите. Нема ништо од 500 евра или 30.000 денари просечна плата во Република Македонија. Едина одлука која што можеме да ја поздравиме на Социјалдемократскиот сојуз е укинувањето на радиодифузната такса од 190 денари. Но за сметка на тоа, почитувани браќа и сестри, имаме зголемување на акцизата на нафтата за 3 денари. И така натаму можеме да редиме уште многу нивни неостварени, односно ветувања кои што не ги исполнија. Велат дека че не нема Социјалдемократскиот сојуз. Велат дека, односно со тоа што велат, сакаат да не згаснат како политичка партија, да со закон да донесат одлука да немаме политичко действување. Но од овдека од Кавадарци, од Општинскиот комитет на Кавадарци, ќе му порачам. ВМРО е разбудено, ВМРО е на нозе, ВМРО е токму таму каде што му е местото. Се наоѓа во својата природна средина, со народот, со овој народ во 2019 година, кој што ни дава поддршка, че ги добиеме председателските избори, а одма после тоа се отвара портата за предвремени парламентарни избори, на кои што жестоко ќе го победиме Социјалдемократскиот сојуз и 5 пати повеќе ќе работиме. Ќе работиме во интерес на Република Македонија, да ја исправиме на оној прав пат, патот кон Европа, патот кон НАТО, реформскиот пат, но со гордо исправена глава и не со наведната кичма. Почитувани членови и симпатизери, на крајот сакам да ви упатам честитка од името на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Честитки за престојните новогодишни празници. Честитки и среќни божични празници. Престојните празници да ги пречекате со своите најблиски. Господ да ви даде топлина во вашите домови, а на Република Македонија да ја посакаме многу среќа, успех и за многу години.